Почитувани, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Секој град има своја предновогодишна програма, но и програма за дочек на новата година. Некои градови веќе ја објавија програмата за новогодишната вечер и кои естрадни уметници ќе ги забавуваат до одбројувањето, а некои уште ги држат во тајност гостите. Дочек на нова година на плоштад. Граѓаните согласни дека ова треба да биде пракса со цел сите да можат да се забавуваат и на соодветен начин да ја дочекаат новата година. Повозрастните граѓани сведочат за едно минато, кога имале повеќе пари. Се славело во ресторани или се одело во реномирани хотели. Но и паметат и заеднички дочек на плоштадите кои биле добро организирани. Помладите генерации пак сакаат диско, клубови, кафики, дочек со друштво во викендици и не се заинтересирани многу за дочек на плоштад. Она што денес ве прашуваме, треба ли да има прослава за нова година на плоштадите? Секако не ве прашуваме само тоа, ве прашуваме и каде ќе ја дочекате новата година. Дадовме и неколку опции за одговор, но ова прашање можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Значи, за следење на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм Стори. Таму изгледаме вака. Анкетата е каде ќе ја дочекате новата година. Имате 3 опции за одговор. Например, ако е под А домашна атмосфера, кликате токму на ова поле. Ако сте одлучили да дочекате во ресторан, хотел или диско, кафик, како и да е, можете да кликнете тука. А ако е на плоштад, кликате под В. Така да имате 3 опции под А, Б, В, ќе кликнете на вашиот одговор, ние ќе сумираме во проценти и ќе ги сообштиме резултатите некаде пред крајот на Црвена линија. Ќе ни биде драго да ве има во голем број, како и во секој издание на Црвена линија. Верувам дека секој од вас ќе даде доприносно и одговор на нашите прашања. Ке подсетам дека до Црвена линија се доаѓа со вртање на телефонскиот број 023070005 и од технички аспект задолжително подсетувам да се намали целосно тонот на телевизорот, што значи јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка. Ако сте подготвени, можеме да почнеме. Секако јас ќе почнам со добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте, повелете. Тони Тонка е од Скопје. Поздрав до вас, господине Тонка. Благодараме, возвраќање поздрави до вас. Возвраќање поздрави, значи, апсолутно треба да има прослава нова година по штаите. Сум бил малце низ други земји, значи тоа е не е традиција, тоа е ритуал. Значи, си оди на плоштад, се чека нова година, доаѓа најубавиот час и потоа околу 1 часот, 1,5 си била по кафичи, по ресторани, мислам, тоа е ритуал што треба и овдека се применува. Да. Како ви се чини еве низ изминатите години? Верувам дека низ годините се сеќавате, имаше и организирани... Сеќавам, да, кога беше Дино Мерлин, кога беше 2019 према 2020. Так. Тоа беше прекрасно, мислам. Сум бил, ви кажам, и во други држави, значи тоа е стварно, значи народот ужива да биде на отворено, верувајте. Ќе ни биде драго да ни откриете каде вие ќе ја дочекате новата година. Па, уште размислувам, ама сакам да биде на отворено, да ви кажам искрено, да. Пошто сум таков човек по природа, сакам отворени работи, сакам да биде на отворено, да. Имам опции кисела вода, град Скопје, па ќе видиме, да. А еве да дадете една оценка околу предновогодишната атмосфера, еве имате ли чувство, дали сте задоволни како граѓани од она што се нуди сега засека? А јас сум задоволен, видите, све е до човекот, ако он подсвесно делува позитивно, ако почнува да гледа вешки на телевизија, негативни, ќе се очека негативно, нели? Така. Затоа нека ужива, нека подсвесно да биде среќен, радосен и нека ужива. Тоа е са градот, како ше неките така, не може да смени ништо. Да. Благодарам многу драго, ние еве со вас ја почнуваме оваа Црвена линија. Слушнавте господино Тонка какви одговори даде, сега да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат на нашето прашање. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам. Па ја новата година дома ќе чекам. Некако немам кейс така да искочам негде ради политиките. Ова што се одвива во Македонија, стварно некако ми е депресивен се осеќам. Некако се осеќам жал да ми е за народот, кои политичари ги водат, жал ми е за државата, исто кои политичари, дека
гледам дека назад сите работи идат. Сега, например, пред мене гледачот, што може таков да биде, ја му честитам. Ама ја не можам така да издржам кон него, да бидам така позитивен. Ја овако, што сум нервозен, што ги гледам телевизииве, и стварно гледачот убаво кажа, не гледа телевизија. Што ги гледам, само што ќе ги видам на телевизија, знам дека се коштаплери, дека се апаши, дека не крадат народот. А еве, дали сте за тоа да секогаш има, нели, дочек организиран со убава програма на плоштадите? Да, и ностоп сум идел. Ностоп, помнам, кога сум бил ностоп, на плоштадот не била прва релација, па после кој што кажа гледачот, кај родителите или ако има постар кој сум бил на забава некоја, и све така, убаво и плоштадите, да се осети веселбата, знаеш, народ. Благодарам многу и вам што бевте дел од Црвена линија. Секако верувам дека барем ние како Црвена линија убаво делуваме на вашето расположение. Останете со нас. Сепак време е да слушнеме и останатите гледачи што ќе одговорат. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Овде Маријана од Скопје, што ве бара и на заврти на Телма. Драго ми е, па добре дојдовте и во ова семејство на Црвена линија. И порано сум се јавувала. Да, веројатно дека не бараме имиња во Црвена линија, па не можам да препознам само по глас. Па, господја Маријана, еве, ви се чини ли дека секогаш треба да има организиран убав дочек на Нова година на плоштад? Тоа го поддржувам во секој случај, да биде организирано и да се обидиме сите тука, да биде нема разделување. Сите дошле да се забавуваат, да се слави, да си поминат едно 2 часовно, што се вика, дружење, а после кој каде сака, нормално. Меѓутоа, власта, не знам како да кажем, прво живеам близу до центарот, од Ебар мало, кој што прв пат гледам елидетска дека не е накитена, а не да организираат или поделба на една страна едни, една страна на други. Зошто? Мислам, нонсенс е тоа. Народот е исти, сите сакаат да уживаат во тој момент. И благодарам што ме слушавте, да не биде тоа така. Благодарам многу што ни се јавивте и драго ни е покрај тоа што сте дел од заврти на Телма, што и учествувате активно и во Црвена линија. Останете си како со нас. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија. Јас сум за пречек на новата година на плоштадите, али да биде мирно и пристојно, али со овај народ, повеќето што се некултурно понашат и што ќе створат неред на плоштадите, не би требало да се чека нова година на плоштадите. Затоа што треба на плоштадите да биде човеко приседен, а не да се опијат и да се испотепат. И тоа може да се случи. У толкова гужва и галама може и тоа да се случи. Иначе, порано напред беше, исто се чекаше на плоштадите, али луѓето беа многу пристојни и си ја пречекаа новата година и после секој си оде по дома. А сега не се контролира понашањето на народот. Треба да биде понашањето на народот пристојно и да биде како што треба и весело да си ја пречекат новата година. А јас лично ќе ја пречекам новата година под Јорган планина. Тоа значи во домашна атмосфера. Да, дома, затоа што немам јас средства за да одам по ресторани и морам дома да ја пречекам новата година. А доколку е добро организирано и безбедно на плоштадите, дали ве така би ја дочекале? Ако е безбедно, али имаше случаеви што се пукаше на плоштадите.
Така, благодарам многу, еве интересен одговор, каде што гледачката потенцираше дека дочиците на плоштад и како се волшебни убави, но она на што треба да се внимава секако и безбедноста, односно како нели оние кои што дочекуваат на плоштад го почитуваат редот и мирот во текот на дочекот. Добро вечер. Здраво. Здраво. Каде ќе ја дочекаме новата година? Видите, ја многу помода. Али се ке пре. Дали сте се уште на линија? Значи, јас имам мало? За момент пообмислив дека не сте веќе на линија. Продолжете. Не. Да формирам реченица, малку морам да потакаснам. Значи, претежно имам навика да идам по градовиве в државчево, наше, со колата палам кола, идам тамо некаде кај 11 сат, до 1 сат, најкасно 7 и се враќам назад. Традиција ми е намалку 15 години тоа да го правам. Значи, цела Македонија скоро имам спртено. Али да ти кажам искрено, да се разочарав, бев у Паланка оваа година кога се чекаше, немаше жив човек у 10 сат. Жив човек. Имаше еден пијан тука пројде покрај нас и некои 2-3 дечиња тука се игра, а све уредено, направено, значи на бројките за нова година, па красено со некои елени, ама немаше народ. Кај беше народот, не знам, баш воочи нова година. Тоа ќе го сметам ова за перење пари на овие градоначалници, како да дадат пари да му отворат бизнис на неколку. Поздрав, пријатно. Благодарам за учеството. Секако ќе ве потсетам, не заборавајте, оние кои што нема да се вклучите во живо, не значи дека не можете да учествувате во црвена линија. А сето тоа можете да го сторите доколку не заследите на Facebook црвена линија нашиот профил и секако профилот на Телма телевизија преку коментари и споделувања. За многу кусо време ќе почнеме и со читање на коментарите, секако тоа се одговори од наши верни гледачи, но ајде да вклучиме уште еден гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте? Јас сум. Да. Рона од Биџево. Па како е во Биџево? Има ли некаков организиран дочек во низ годините? Не, мало село е Биџево. Сега ќе си прославуваат сите дома, по некој, а ја ќе си прославувам со песма. И за вас. Во домашна атмосфера? Дали е тука се уште господинот Ромео на линија? Најверојатно се исклучи. Добро, нормално и како редакција од црвена линија посакуваме на секој од вас животот да му биде песна, но она што најмногу посакуваме секако да ни дадете одговор на прашањето треба ли да има прослава за нова година на плоштадите. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, секако, еве, и Охрид е магичен, верувам, за дочек. Уште ќе кажам за Охрид се вака. Прво една молба до фондот за пензиско и инвалидско осигурување да пуштат пензијата на 30, односно во понеделник, да може со колку толку, значи граѓаните кои што значи ја чекаат што се вика со душа пензијата да биде што се вика префрлена порано. Сега вака, Охрид се припрема секоја година и секогаш се припрема да има добар дочек, да има добра музика, добра организација, сето тоа, ама која е програмата не ја знам, затоа што не ја кажале, така да меѓутоа јас одам со патерици, не можам да одам, значи како ќе биде, не знам, ќе ми кажуваат тие што ќе бидат, али во принцип кога може, кога живее во Скопје, само 2 пати бев на плоштад, затоа што премногу петарди се пукаат и нема воздух значи да дише човек. И од тоа значи повеќе не отидов, а го почитувам, значи тоа собирање, затоа што да се оди на дочек на нова година во некој ресторант во денешни услови треба минимум 2500 денара, значи да ако одат четворица, тоа е 10.000, отиде пензијата пола или платата отиде пола, што се вика, значи ние немаме услови да чекаме на, така да ќе се задоволиме со значи оно старата изрека пак и стан или малта соба. Значи подобро тоа нема и ќе бидеме што се вика на куп
со фамилијата. Да сте ми живи и здрави, а среќна нова година да биде, ако не се Верувам дека ќе се слушнеме, секако да сте ни вие живи и здрави, секако секој ден од животот да ви е полн со убави нешта. Еве како изгледаме сега на Facebook, заследете на таму, профилот е Црвена линија и како што секогаш правиме, темите ги пласираме на зидот на Facebook низ фотографија и прашање кое што секако е поставено и до гледачите кои што се вклучуваат во живо. Треба ли да има прослава за дочек на Нова година на плоштадите? Еве што напишал Горан Чоков. Секако да не заборавиме дека сепак одреден број на граѓани редовно ја прославуваат Новата година на плоштадите низ Македонија. Продолжете да коментирате, секако ќе издвоиме време да споделиме со гледачите и дел од коментарите кои што пристигаат. Добро вечер. Ако сам јас, добро вечер. Добро вечер, вие сте, повелете, ве слушаме. Јас се јавувам од надвор, не сум од Македонија. Мислим, македонка сам, само одамна живеам надвор. Надвор од државата? Словенија. У Словенија живеам. Во Словенија. Па како е во Словенија? Па убаво. Љубљана е најубаво место, не знаете. Најчисто, најубаво, украсено. До душа, секоја година нашиот градоначалник украси со истите украси, он не докупува нешто ако не се пали или па нешто се расипе. Углавном лепо, убава, Љубљана е у секој поглед. Еве колку во Словенија се практикуваат тие дочеци на Нова година на плоштадите? Сите градови се имаат по плоштадите јавни настапи на 2-3 места. Едни има за народна музика, едни има за забавна музика, едни има за джез, едни има за кој како сака, која сака музика да слуша, таа ја слуша на 3-4 места се чека Нова година. А има ли петарди, еве, пиротехника? Не, тоа го забрануваат. Они викаат дека од 24 не е предложено е, од тоа е одобрено до Нова година да се пука, али не петарди. Овие ракети идат у Тиволи, луѓето зимаат тие. Неизмерно сме ви благодарни еве што се јавивте, бидејќи верувам за време на празниците сте во својата татковина, нели, Македонија, ама и тоа што споделивте со гледачите од прва рака што се вели како изгледа дочеците, украсувањето и воопшто предновогодишната и новогодишна атмосфера во Словенија, во која што долго време живеете. Благодарам многу за јавувањето. Секако еве ќе потсетам за едно јавување се обезбедени 90 секунди, го објавуваме тајмерот за да можете нели да регулирате, да се го регулирате времето на говорење во Црвена линија, но и ве охрабрувам ако сакате дополнителни 90 секунди, секако повторно да го завртите нашиот телефонски број. Добро вечер. Добро вечер, добри луѓе. Добро вечер и вам. Еве, дали сте за тоа да има добри и организирани дочеци на Новата година на плоштадите? Пред се да се представа на телефон Миле Керес од Делчево. Господине Миле, како е во Делчево, еве? Таква паланка, човече, гледам градоначалник кој се го викнали на телевизија таму, рекламира паланка, да видите во Делчево, убавини. Имаме еден добар градоначалник, сега малку си извитупери, ама ги снемава некаде, ама најверојатно ќе се појави за Нова година. Да ви кажем најискрено, дали треба да има простава за новата? Па да, јас бев уличен продавач, продав пуканки во Делчево. Мене делчевчани ме познаваат сите, јас сум Миле Керес и ги поздравувам многу и им посакувам да искористам таа шанса се најубаво во празничните денови, да се гледаме до година, здрави, живи сите на број. Ајде, дали сте за тоа да се прават добро организирани дочеци на плоштадите? Тоа сакам да кажам. Јас дури продава пуканки за Нова година. Тоа време сите до 12 саато ќе славеа дома, од 12 до 1-2 саато сите ќе беа на плоштад во Делчево. На бината, музика,
а убавини. Сега не е баш така, затоа што истите тие веќе сте во странство. Ги поздравам сите во диаспората, Поделчево, од Милекерет, сите ме познава. Вие каде ќе ја дочекате еве новата година и тоа да ни откриете? Во домашни услови, јас живеам тука во центар и не ми е тешко да излезам така да дирнам. Благодарам многу еве што се вклучивте во Црвена линија. Секако поздрав до гледачите од Делчево кои што во моментот ја следат Црвена линија. Еве имаме уште коментари на прашањето треба ли да има прослава за дочек на нова година на плоштадите. Димев Залев напишал треба со македонски знамиња, а Матеј Нечовски напишал да, добро. Па дали сте и вие за тоа да има прослава за нова година на плоштадите? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Прво, Леле, не ве слушам. Дали се уште сте на линија? Дали имаме гледачката на линија? Најверојатно се исклучи, баш ми е жал, но знаете, праксата е повторно да се заврти нашиот добро познат број 02-307-005. Ке ве подсетам во меѓувреме не само на Facebook, заследете на Instagram, секако ќе можете да дадете одговор на моменталната анкета која што оди на Instagram сторија, тоа е каде ќе ја дочекате новата година. Имате 3 опции за одговор: под А домашна атмосфера, под Б во ресторан, хотел, диско или кафуле, а под В на плоштад. Па ќе ги соопштиме резултатите во проценти нешто пред крајот на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме и вас. Па, плоштадот е на некој начин идеално место за пречек, поготово ако е времето убаво, ако само дожд да не врни. Снег може да врни, бидејќи нова година и ние сме, што се вели зборот, очекуваме снег во секој момент. Меѓутоа, не е битно и вака не е лошо. Се прави убава веселба, друштва се собират, се носат пијачки во конзерви, во пивца, такви работи. Лошо е да се пијанат, да нема несреќи, значи болници и такви работи, препивања. Така да, јас не знам што му фали. Добро, има некои луѓе во кафана си се, меѓутоа сепак и сами во кафана не го бидват. Идва друштва треба да се соберат. Истото и на плоштадот, значи не вреди човек да оди сам таму, значи треба да има некој друштванце. Сега пијачка ќе се носи од дома и ќе се купи. Вие како ќе ја дочекате новата? Така да Вие може како да ќе ја биде дочекате? интересно. Вие како ќе ја Има дочекате? музика, обавезно има музика. Добро, благодарам за одговорите. Жал ми е што Ивен можеби не ме слушнавте. Тоа е дел тоа е всушност и анкетното прашање кое што го поставуваме на Instagram стори, па го поставуваме и до гледачите кои што ги вклучуваме во живо. Добро вечер. Добро вечер. Ке мора малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Па еве дали сте за тоа да има убави, добро организирани дочеци на нова година на плоштадите? Како не, па ние ја китеме јаката таму. Вие ја китите елката на кој плоштад? Градски плоштад, значи, подобро нема. За Скопје зборувам или за друг? Да. Така, вие која елка ја китите, централната на плоштадот? Цела, тоа што е низ Скопје. Така, ај па еве што сметате, убаво ли да се дочека новата година на плоштад? Па како не може да биде поубаво тоа? Сега имам 55 години, значи, кога сум имал 20, многу значело тоа. Еве, што е најдоброто? Зошто треба ли да имаме добро организиран дочек оваа година на плоштадот? Како ви се чини? Ке имаме ли? Па како не, 100%, тоа за децата, за синот, кеката, децата, што се и треба, што викат овие стариве, например, сега да зборуваме,
кои би биле сега на 60-70 години, ќе речат не треба петарди, не треба ова. Тоа си сакат се у свое време, сваѓаш. Вие каде ќе ја дочекате новата 2025? Јас во село Смилковци. Во домашна атмосфера или ќе се соберете во некоја кафуле? Во домашна. Во домашна атмосфера. Големо благодарам и вам што се јавивте, колку што разбравме од почетокот, еве драго, ние што имаме гледач кој што учествува во украсувањето на елката, нели, на плоштадот, така барам кажа. Добро, да видиме останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Еве повторно, нешто ми исчезнавте преска. Ви го познавам глас. Да, нешто се случи. Добро, малку важно. Прво да ви кажам дека нова година на плоштад е најубаво. Јас откако знам за себе, не сам откако почна плоштадот во Скопје, јас сум од Скопје. Секогаш сме иделе, дури кога живеев во Ченто, доаѓавме тука. Па се организиравме после за назад. Меѓутоа сега сум тука во центарот и практикувам, ние сме едно мало друштвенце, така не многу големо, 5-6 души сме. Сигурно ќе си поминеме 1 сат, најмалку 1 сат на плоштад. Значи, убаво е да се организира убаво, меѓутоа многу ни закасни и ова градоначалничка, тоа требаше малце порано да го организира, да знаеме кој е, што е, како и така натаму. Во секој случај треба да има прослава и за помладите, ама и за постариве. Дома ќе си седиш, да си седиш, после ќе си отидеш малку на плоштад да се издуваш и така натаму. Убаво е, нека ми е со среќа на сите православни македонци, албанци, турци, каури, сите што се во Македонија да дојдат на плоштад. Убаво ќе биде. Една од гледачките напомена дека оно што не се допаѓа е што низ годините се намалува безбедноста или неразумно однесување на оние кои што дочекуваат нова година на плоштад. Кој е вашиот одговор? Видите, неразумно дочекувањето, ова пиротехникава го прави, меѓутоа не би требало. Сега зависи таа малку. Така, благодарам многу и вам за тоа што бевте дел од Црвена линија. Добро вечер. Јас ке речам уште еднаш добро вечер, бидејќи навистина предност даваме на оние кои што се вклучуваат во живо. Имајте во предвид секогаш да ви биде целосно намален тонот на телевизорот. Јас и вие да зборуваме преку телефонска слушалка, има и зошто, за да немате впечаток дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени, а ние веќе на големо ве слушаме. Така да, ете, од технички аспект, тоа е правило кое што мора да се почитува. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Добра вечер. Добра вечер, во Црвена линија сте. Овде Ајановски Ташо. Па господине Сашо, еве, кажете ми дали сте вие за тоа секогаш да има организиран дочек на новата година на плоштад? Треба да биде организирано, како што беше спотот позади вас со огнометот. А да не се зимат ко певачи, што треба да му дае 100.000, 200.000, 30.000 евра, а да пуштат она, како ги викат со плочи, диджеи, како ги викат. А вие сте за тоа да се обезбеди диджеј кој што ќе биде задолжен за музиката наместо настапи во живо, добро? Да, и да се прекине со тие петарди и со тоа која е 12 сат нова година и да се престане со пукање, со пиштоли, автомати. Бевме сведоци пред многу години која залута куршум во едно девојче кој погодено беше во телото. И затоа треба совесно треба да си однесеш алкохол, да речеме едно чоканче, колку да наздравите, дал пиво ќе биде, дал ракија, дал винце. Каде вие лично еве ќе дочекате новата година? Јас ќе бидам во Малта, а жента ми во Големта. Во Големта, Само, а другиот ден Ке подсетам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Каде да сте, ви посакуваме секако тоа да биде убав дочек, односно да ви остане убав спомен и да имате мигови за паметење.
Имаме и нови коментари. Продолжете да коментирате, се разбира, на денешната тема на Facebook. Црвена линија профилот посетувам, заследете не. Лазар Стануевски напишал: во цел свет се чека новата година на плоштад, па нели ние сме дел од светот. Па еве прашуваме во црвена линија, треба ли да има прослава за нова година на плоштадите? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, повелете. Во сите плоштади ќе се збираат, се организира или само негде тук-тек? Па еве секој град има свој плоштад, па дури кога не е и кога не е урбана, односно рурална средина, има нели како велат на сред село, но дали сте за тоа да има такви дочаци? Тоа не е битно. прашање. Второто прашање, ќе се смејат, ќе пеат или ќе плачат? Тоа е второ прашање. А до кого е прашањето? До гледачите? Добро, ве слушат. Уопште го поставав, дали ќе пеат или ќе плачат? Еве вие лично дали сте повеќе да пеете или да плачете на плоштад? Како ви се чини? Па по мене не би излегол ни да пеам, ни да плачам. Затоа што ако тие што ќе излезат треба сите да плачат, на ова што се прави на Македонија од цела Европа и Америка и од пошироко од светот што не леќат. Ама тоа плачењето е подгреано со издајниците од самата Македонија. Ајде да се навратиме на темата. Еве да мислиме дека треба да се организира дочек на плоштад. Дали сметате дека тоа е добро и за сите граѓани на земјава? Се знае што е добро. Добро кај нас нема. Ако некој добро сака нешто да направи, Добро, благодарам многу. Јас ве замолувам сега го сите останати да се држиме до темата, односно конкретно е прашањето: треба ли да има прослава за нова година на плоштадите? Ајде да слушаме останатите што ќе кажат. Добро вечер. Добро вечер и добра вечер, ако сум јас. Ма вие сте, добро вечер, во црвена линија сте. Па да ви кажам, не ви сакаме да идеме во Европа, сакаме да живееме европски. Мислам, нормално, мислам дека нема некој што не го сака. Буквално генерализирам, другото може да има подобро, ама дека секој сака да биде дел од Европа, да живее како Европа и све. Сигурна сум дека сите го посакуваат тоа, да е нешто подобро и поубаво, но да и таму не е све поубаво, меѓутоа добро е, се сакаме едноставно. Така да ние сме значи, кога имате вие еден главен град на една држава каде се дека во светот, ајде да речем и Европа, па треба и тука. И сега јас сум малку од постарата генерација кога едно време немаше нели на плоштадот овако прославување на нова година, па се одише по ресторанти и ово и како и сега да речем. И сега дека меѓутоа убаво. Значи стварно тоа се воодушевувавме во другите држави кога ќе видевме навечер дека не ви даваат од се дека кога ќе видиме дека се слави, стварно се одушевувавме, убаво беше, меѓутоа ќе кажам мора да има повеќе полиција, бидејќи ние не сме, сега ние не генерализирам пак за сите, меѓутоа со тие петарди, со тие пукања, со тие прања, мислам стварно сето тоа еве ја лично еднаш што сум била и од 20 пати след на петарди тука кај ногите и викам никој пат не сум отишла. Мислам тоа е малку, иначе другото е многу убаво и треба да има и метропола сме, има и луѓе од други држави дојдени и секој. Така, благодарам многу за учеството. Наташа Игеска напишала: здраво Тина, здраво Наташа. Поздрав до тебе и до телевизијата Телма. Бидејќи нова година е за сите граѓани во државава, без разлика на вера и нација, и за сите граѓани рамноправно, неселективно, треба да има богата софра во секој дом, за секој да ја почувствува новата година. А ние прашуваме во црвена линија, треба ли да има прослава еве за дочек на новата година на плоштадите? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, повелете. Поздрав од Николче од Кичо до телевизија Телма. Честитки за нова година ви посакуваме, да нема се слушаме, да си поминете убаво каде што и срце сака. Сега вака, во однос на вашата тема јас би рекол дали треба да има прослава на нова година на плоштадите. Јас посакувам да има секаде прослава, од кој на таа прослава да владае радоста. Радоста од почеток до крај. За жал кај нас ние, значи со нашиот менталитет мора да кажам дека многу лоши работи
за време на Нова година се дешаваат со тие петарди, со тие, како што каза господин, пукање и тие работи. Кога ќе видиме како светот ја дочекува Нова година, тоа ќе посакуваме уште повеќе да бидеме во плоштадите. Сега, за жал, тоа не го гледаме. Јас мислам дека повеќе и во ова тешко време народот ќе си ја чека Нова година дома. Јас исто така, со мојата фамилија, во топло, можда ќе ве гледам вас како медиум, кај што ќе слушам музика, кај што ќе уживам и ред други работи, мислам најдоброто нешто е за сите нас граѓани. И им посакувам уште еднаш среќа и радост во новата година. Поздрав, се најубаво од срце од Николче Петрески, Кије, благодарам. Благодарам многу и за убавите желби и честитки. Сега кога возвратуваме и ви посакуваме во новата година, навистина да имате многу причини за кои што ќе се радувате. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало. Ве слушаме, продолжете. Се слушаме, така? Да. Видете, на сите плоштади народот да се собери и да се подели. На тие што се северните и на тие што се македонци. Не, застанете, ве молам. Значи сега ќе ве прекинам од проста причина, бидејќи сите гледачи даваат одговор на прашањето кое што го поставуваме. Ние денеска не поставуваме прашање како треба луѓето да бидат поделени, туку дали треба да има организирани дочеци на Нова година на плоштадите. Еве, што мислите вие како граѓани, би присуствувале ли на убаво организиран дочек на плоштад? Да ви одговарам. Може? Не давате одговори на прашањето на кое што сакаме да слушнеме. Еве ќе ви одговорам. Јас и вие се мразиме, не се сакаме. Пример, може ли да славиме заедно вечер? Не може. Еден ја ништи Македонија, другиот ја заштитува, од друга страна кажува, еден вика ние сме Република Македонија, тој вика не, северни граѓани сме. Како ќе славиме заедно? А вие каде ќе славите Нова година? Како рекохте? Каде ќе ја дочекате новата година вие лично? Јас да ти кажам, сегде можам да се вклопам. Прво бев играорец во времето. Добро. Во културно-уметничко друштво. Времето истече, драго ни е што имате таква историја, убаво е да се биде, нели, дел од културно-уметничко друштво, да се негува фолклорот и така натаму. Добро вечер. Добар вечер и поздрав. Поздрав и до вас. Мислам дека треба да има прослава за Нова година на сите плоштади. Да се народот малку развесели, па да си трнат по едно пивце, две, кој што може, па да се изгушкаат на плоштадите, да ги заборават некои маки, да се видат со пријатели кои што подолго време не се видени. Значи на плоштадите е најдобро да се прославува новата година. И не треба многу иронично да се издвојува за посебна, на некој начин, на прослава на новата година. Новата година си е нова година за сите до еден. Единствени што мислам дека нема да бидат расположени, развеселени за нова година, кои што ќе се изедат однатре, тоа се дежурните подржувачи на удбашкиот македонизам, произведен од титоизм. Тие ќе пукнат и живи ќе се изедат. Вие лично каде ќе ја дочекате новата година? Све најубаво на вас, ве сакам и ве поздравувам. Благодарам и ние ве поздравуваме сега кога станете со нас. Еве уште еден коментар од Ди Хектопов, да. Нова година на плоштад е за сиромашниот народ кој нема можност да има богата трпеза дома и да цупка по ладното на некоја дебело платена музика. Богатите уште одат по ресторани на топло. Треба ли да има прослава за Нова година на плоштадите? Добро вечер. Ало. Ве слушаме, повелете. Добро вечер и убава вечертина. Убава вечер и вам. Убава тема, само да не е политички. Јас се чудам, Тина, да знаете што.
Живееме во една држава кај што еден народ не размислува трезвено каква тема имате напишана. Еве јас по дејство на алкохол, па пак ќе размислам дека не треба политички да зборуваме, него нешто весело да кажуваме. Вие ке прашувате дали на площад ќе се искочи да се слави, прославуваат и каде ќе се прославуваат. Како овие мои соговорници на овие години, само политиката им е во глава. Само политиката, да им ја дадаме мотиката. Ајде да се навратиме на темата. Како и да е, според вас, дали е убаво и добре дојдено да има за граѓаните дочеци на Нова година на площадите? Убаво е, Тина, да се искочите, да се прославува. Секој празник е убаво да го прославуваме. Се знае дека е дочек на Нова година и треба да искочиме кој како организирал. Ако има организирано некој во гости врт, ќе искочам, ќе се прославувам со сите. Ако има во Скопје, зависно од кај ќе видам присутен. А меѓутоа, верувајте ми, во овие денови, убави, празнични, да матиме се уште политика, тоа е за срамување. А јас пред време ќе ви ја честитам на вас, на вашата телевизија, ако не ме уклучите наредните денови работни, новата година, ви посакувам пред се многу здравје, успех, а пред се здравје. Благодарам, ви посакуваме многу здравје, секако и многу радости во новата година, но верувам дека секако ќе се слушнеме уште еднаш некаде пред дочекот на новата 2025. Дали сте за тоа, еве, да има добро организирани дочеци на Нова година на площадите? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Слушате, дали треба да има овој прослава? Како ли не треба да има прослава, бе? Тоа е срамота прво за наша држава. По цел свет се слави тој. По цел свет. Значи ја праша тие има пред моја генерација, кога беше Југославија, цел свет во славиле тој е било стварно дивота. Све што е работа. Нема паре да накити во Скопје. Каква тој градоначалник е, што мисли тој? Ова е народ македонски, бе. Мора да се поштуемо. Мора да се почитуемо. Како можемо да не... На сите площади треба у Македонија да има. Значи, треба си тој. Значи, треба да држимо таа традиција. Ами, не ни треба вој, не треба оној. Како не треба погледите. Само во погоди да гледамо. И тој е тој. Јас сум за да биде највесела овај година. Највесела. Каде ќе дочекате вие? А вие лично каде ќе дочекате новата година? Лично, пошто јас сум години човек, дома ќе си седам. Јас сум некаде 80 години. Дали се уште го имаме гледачот? Најверојатно не. А тука сте, добро. Значи во домашна атмосфера. Во домашна, знаеш, пошто јас сум години човек, скоро 80 години, не може да биде мој. А деца млади нека идем, нека се весели, бе, да чуе народ, да види дека Македонија стварно иде напред. А не идемо назад више, него напред идемо. Благодарам многу да ни останете во добро здравје секако и еве времето дојде да ги соопштиме резултатите како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не за веќе од понеделник активно да учествувате во новата анкета. На денешната каде ќе ја дочекате новата година во домашна атмосфера одговорија 86%. Под Б во ресторан, хотел, диско, кафуле 11%. А под В на площад 3%. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме во студио. Останува да ви се заблагодарам и за оваа црвена линија, што бевте дел од неа. Сега ве препуштам на овој последен викенд од 2024 година, што и да правите да бидете добро расположени и во добро здравје. А еве, ако не оди да сме добро расположени, со Ката и Нинат не може да останеме нерасположени. Каква најава, Тина, фала Тина. Добри ли сте? Топ. Толку имате да ми кажете, опа, вие многу почнавте кусо да ми одговарате. Топ, оп, скоп. Оп, топ. Да. Дали сте да има дочек убав на площадите еве за Нова година? Нинат не е. Видија, Кате му е, како да кажам, за односи со јавност.
Треба да има дочек. Јас лично сметам дека треба токму на плоштадите да биде главна, најубава програма, за да можат сите луѓе да дојдат, да се приуштат и нормално едно убаво општонародно веселе, веселба. И после тоа да платат. Нешто? Кој сака да си плати помалку, повеќе и така натаму. Добро, не сакаш да откривам. Така да сме. Да. Добро, да си имате убав викенд. И да платат, да, сакав да откриам. Да платат, да платат. И после да ја платат програмата. Така, тие што ќе работат Овие на програмата, градоначалниците. тоа